Дополнителната заменик министерка за финансии Елена Петрова денеска посети приватни компании во Виница, Кучани и Пробиштип. Посочи дека ваквата обиколка на компаниите со цел воочување на состојбите во приватниот сектор, како и вклучување на нивните потреби во економската платформа. Во изминативе денови веќе работиме на посета на представници од приватниот сектор, од компаниите во нашата земја. Се среќаваме со различни компании, мали, средни, големи, компании со државен домашен капитал, со странски капитал, компании со кои обстојуваат до 15 години, повеќе од 15 години, еве компаниите во Пробиштип се и такви што обстојуваат во економијата и уште од времето на социјалистичка Југославија. Значи, Петрова вели дека на овој начин ќе се унапреди македонската економија и ќе се обезбеди одржлив економски раст. Во оваа прилика таа дополни дека во периодот од почетокот на годината до распишувањето на изборите, владата си има задолжено со 15 милиони евра на домашниот пазар, што е поголемо задолжување во однос на истиот период од минатата година. Задолжување владата го користеше во најголем дел за финансирање на буџетскиот дефицит кој беше генериран во овој период. Имено владата потроши многу повеќе средства отколку што прибра од даноци, придонеси и други буџетски приходи и со тоа генерираше буџетски дефицит во овој период од 208 милиони евра. И буџетскиот дефицит, вели Петрова, е двојно поголем, односно за 101% поголем од буџетскиот дефицит што бил создаден во истиот период од минатата година.